Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Рекет или предметите на специјалното јавно обвинителство. Тасот на јустиција киднапиран од политичарите и од политиката. Докога политичарите ќе кројат судбината на третата според устав независна власт, судската власт. Зошто власта преговара за предметите и случаите на СЈО со оние кои што се осомничени и обвинети во нив за неговната иднина. Дали опозиционерите ќе успеат да докажат и како дека се осомничени и обвинети од СЈО, како што самите велат, поради политички уцени. Дали по 4 години надежта за правда во специјалното јавно обвинителство се открива дека всушност обвинителството на Рузвелтова било дувло на партиски и роднински вработувања. Што ќе се случува со преговорите за законот за јавното обвинителство и дали во собранието ќе се формира уште една анкетна комисија и каква ќе биде нејзината иднина. Дали може да се очекува преговорите од зад затворените врати да се преселат и во изборната арена. За сето ова вечерва во 24 анализа пратенички дуел. Јас сум Душица Мрѓа Ковачев, а вечерва гости во 24 анализа Мухамед Зекири СДСМ. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Илија Димовски во МРДПМН. Добро вечер, добро вечер. Ви благодарам за поканата. Ви благодарам што вечерва сте дел од 24 анализа. Зекири, кога ќе се гласа закон за јавно обвинителство? Кога ќе има договор меѓу политичките партии, јавноста знае дека се водат разговори и целта е да се најде заедничко решение, затоа што за тој закон потребно е двотретинско мнозинство. Никој не може сам да го донесе тој закон и затоа преговорите се уште не се завршени. Ќе се постигне ли договор? Ние се надеваме, затоа разговарам, за да се постигне договор. Тоа е целта. Димовски? Видете, Социјалдемократскиот сојуз се научи последните 3-4 години со формирањето прво на специјалното јавно обвинителство, второ со превземањето на власт и превземањето на јавното обвинителство преку новиот јавен обвинител. Јавно обвинителската служба во Република Македонија да се има како политичка алатка за остварување на политички цели. И тука има еден тон докази. Во моментот кога ние ќе сватиме дека СДСМ се откажала од таквата своја навика, јавно-обвинителската служба, професија, дејност, активности, да ја смета како своја играчка од старите времења. Тоа веројатно е некоја традиција во СДСМ од време на Југославија, од време на УДБА и така натака. Во тој момент кога ќе сватиме дека они се спремни да го остават тоа независно да функционира, да има гаранција дека секој ќе биде еднакво третирано тоа јавно обвинителство, какво и да е, нема да има никаков проблем од наша страна. И ние мислиме дека треба да се донесе закон, иако во овој момент не би бил многу оптимист. Мислам дека СДСМ нема голем избор. Тоа е единствената алатка на понуда на политичката сцена. Нема економски резултати, нема свежа кадровска понуда, нема успех нити на меѓународна сцена и мислам дека тука некаде ќе бидеме заглавени одреден период. Јас морам да реплицирам, очигледно господинот, односно колегата Димовски, зборува од нивното искуство како се става под контрола јавното обвинителство и судиите. Затоа мислам дека не треба многу време да губиме да објасниме на јавноста како функционираше јавното обвинителство и судството во нивно време. Сакам да посочи еден пример каде СДСМ се гледа дека има некакво влијание во јавното обвинителство. Тоа што е направено кога сме дошли на власт е сменет јавниот обвинител во собранието. Тоа е процедурата. Со што друго СДСМ има влијаено во јавното обвинителство? Значи, ние тоа се што правиме е во насока јавното обвинителство независно да функционира и да се врати правдата и да биде законите да бидат еднакви за сите. За тоа се боревме, за тоа ќе се бориме и со тоа компромис нема да правиме. Значи, тоа е разликата меѓу нас и вас. Вие се уште не можете да се откажете од луѓето кои дел се обвинети, односно се осудени по предметите кои што произлегува од бомбите, а други предмети ги има. Вашата единствена цел вие да ги одбраните нив. Устата ви е полна со правда, но во суштина сакате да заштитувате нешто што не може да се заштити.
зашто има докази, зашто е почната истрага, зашто се покренати предмети. Значи, тоа е реалност. Благодарам за прашањето. Прво да расчистиме. Кога некој од СДСМ вели, ама како може вие за обвинети, осомничени и така натака, значи во период кога вие застанавте зад господинот Заев, во период кога тој беше кандидат носител на листа, кога стана премиер, тој беше обвинет во судски процес. И тога да расчисти. Вашата перцепција за тој политички за таа политичка позиција на господинот Заев е ваше право. Но во тој момент господинот Заев беше обвинет за оној случајот со видеоснимките што ги гледавме за некое земјиште во Струмица, небитно. Втора работа. Еве пример, барате пример. Има еден градоначалник од Источна Македонија, на кого што вие, преку обвинителството и МВР, му поднесувате кривична пријава, заради тоа што надвор од програмата на општината, бивш градоначалник, надвор од програмата на општината потрошил 3.500 евра. Но тие 3.500 евра се потрошени, се префрлени трансакцијски од сметка на сметка, од сметка на општината на сметка на Сдружение на граѓани за грижа за деца со посебни потреби, и тие пари има расписка се потрошени за викенд за деца од таа поголемка општина во Источна Македонија. И тој човек, тој бивш градоначалник, се соочува со целата таа обвинителско-судска постапка која што вие сте проценили дека треба да ја има. Во исто време, еден ваш актуелен градоначалник на видеоснимка, на аудиоснимка тепа човек, го претепува, му се заканува, го уценува, нема никаква активност. Кој само малку. Кој застана во негова одбрана или кој не вика дека не треба да се процесуира? Ништо не значи. Значи, ја господин Мухамед, може вас да ви верува, може вас само да се докаже. Ама и партијата и никој од членовите од раководство или од СДСМ не застана во одбрана на тој чин. Океј, ви слушам да се докаже. И не бара дека некој треба тоа да не го процесуира. Ја ви слушам. Но поминаа повеќе месеци, 4, 5, 6 месеци, никаква активност од јавното обвинителство за тој градоначалник. Тој градоначалник уште си е член на СДСМ, ви доаѓа на состаноци на Централен одбор, си функционира како градоначалник, нема нити никакви политички последици од страна на СДСМ, да не зборуваме за последици од јавно обвинителската што сака да кажете? Сакам да кажам. Ова не е примерот што ви го барам. Сакам да кажам. Ова вие само алудирате на нешто што не е така. Сакам да кажам дека комплетно јавно обвинителската служба во Република Македонија и онаа во СЈ и онаа во Ј, дали преку случај. Кои обвинители ги извраз СДСМ, господин Недимовски, кажи ми. Кои се ставени таму? Тоа не се истите кои што се. Да не навлегуваме, во личната историја. Ама вие сакате се да кажувате дека ние сме ги поставили и тие играат по наш. 80% събирани во ваше време. Сите тие имаат Господине Мухамед, дали знаете? Господин Мухамед, дали знаете дека на 80% од тие обвинители сега кои што функционираат во републичкото обвинителство, родителите што им биле обвинители? Или работеле во МВР предходно? Во време на предходниот систем. 11 години ги служеа слеп. Сега не знам тоа како да го лоцирам јас, дали било така или не било така. Господин Мухамед Закири, што е стравот? Што е стравот да се ослободи обвинителството од политички? Немаме никаков страв, апсолутно. Вие на избори излеговте со програма, така? Апсолутно, ние немаме никаков страв. Ние тоа го бараме. Ние за тоа се залагаме. Вие на избори излеговте со програма. Во таа програма велеше дека после 2 години од кога ќе поминат од превземање на власта, вие сте спремни државната јавно обвинителска позиција на местото на Јовевски да ја отстапите, да биде избран државен јавен обвинител по предлог на опозицијата. Зошто не го исполните тоа ветување? Значи, сега премиерот излезе во овие преговори и го кажа ставот дека вие опозицијата нека го предложи обвинителот. Дајте го вие тоа ветување. Дајте го исполните. Лидерот на партијата, премиерот кажа, иако тоа не е принципот за кој што се залагаме. Рековме, ако сакаме, доставиме Мицковски и Панчевски да го предложи. Но тоа граѓаните одлучуваат која е прва, која е втора партија, која е трета. Во ред. Не може вие сега во кабинет да се седнале 5-10 луѓе, решавате за сите. Ние гледаме што ви е целта. Што е целта, Мухамед? Да прекинат истрагите за предметите кои што се ја кои истраги оние што ги користевте за уцена против политичари? Кога уценуваме ние? Вие. Мене. Зошто мене? Зошто ве уценуваме? Има време ќе ви ние ли сме обвинители? Или од бомбите произлегува предметите? Не, лично, господин Мухамед. Од предметите произлегува. Уште 15 претеници други од ВМРО се предмет на уцена. Не се предмет на уцена, тоа се предмет на истрага и се отворени. Предмет на уцена, со директна уцена. Значи, излезете без збора да кажувате кој ве уценува, зашто ве уценува. Полека има време. Излезете кажете. Господин Закири, само полека да има време. Вака во јавноста да се еме магла и да кажуваме работи дека еве. Кој верува во овие институции, освен вие 15 души од раководството на СДС?
Абе како Кој верува? Човече, ние треба заедно да работиме сите политичари да ја вратиме до вербата. Ние не можеме да ја вратиме до вербата и преку ноќ за 2 години да средиме нешто што 11 години сте го уништувале. Бизнисмениве на секој состанок со министри почнаа луѓето да снимаат пошто се предмет на уцена и на рекет. Дали сте свесни за тоа? Вие се зборите во име на сите бизнисмени. Во име на еден куп бизнисмени, кои што мене лично ми кажале дека биле рекетирани. Па и кај мене биле бизнисмени кои што викаат дека никош подобро не се функционира. Ајде готово. Да, продолжиме. Тука нема реплики, контрареплики. Да, продолжиме. Нема. Јас имам за двајцата прашања, токму околу овие преговори, токму ова што го начнавте двајцата, околу преговорите, кој да го бира јавниот обвинител, дали да биде на новото обвинителство, дали на местото на Русковска и така натаму. Пред неколку дена модераторот кој што учествуваше во преговорите за Пржинскиот договор, Питер Ван Хуйте, во интервју за ИРЛ, покрај другото зборуваше токму за начинот како била избрана Катица Јанева пред 4 години. Ван Хуйте, го парафразирам, не го цитирам, вели дека била предлог на Груевски, меѓутоа ниту СДСМ ниту Заев нешто посебно не се бунела и дека неговиот впечаток по сето ова е дека имало некој си интерен договор помеѓу двајцата тогашни лидери, да си се договориле да си го изберат Катица Јанева за специјален јавен обвинител. Видовме како заврши сето тоа. Зошто повторно, побогу, нама се, зошто политичарите, зошто лидерите на двете најголеми партии да бираат кој ќе биде јавен обвинител? Апсолутно се согласувам. Политичарите, добро. Ако сака да дојде. Политичарите, нашиот став и председателот на партијата и премиерот актуелен, тој став го застапувавме. Политичарите да ги трнеме рацете и да не се прави може би грешка што се направи со СЈО, сега да оставиме Советот на јавни обвинители нека избере кој мисла дека е стурче. А ние да не го правиме. Сега опозицијата сака. Премиерот излезе јавно кажа дека ние сме подготвени да биде јавниот обвинител по предлог на опозицијата. Иако од принцип сакам тоа да се дозволи да го прави Советот на јавни обвинители и нека биде слободно обвинителството, да не биде под влијание на политичарите. Дури отиде и до таму, бидејќи ни трубаат со месеци за случајот Рекет и случајот Рекет нека го тера, тој обвинител што ќе биде по предлог на опозицијата. Еден рекет, два рекет, три рекет, четири, кој рекет? Значи, дали е рекет, дали е мито, ќе се види на крајот истрагата е во тек. Ја знаеме, значи, желба ваша. Не е желба наша, Илија. Колега Димовски, не може некој што дава пари за да се ослободи од затвор да ти е рекет. Со сила никој не му зема пари на човек. Да, само една дигресија, токму на ова што го кажа, имам подпрашање. Ако според системот државниот јавен обвинител го бира мнозинството во собрание, видовме како се избра Љубомир Јовевски, како се разреши Марко Зврлевски, и сега излегува власта со предлог до опозицијата, окей, ќе направиме ново обвинителство. И еве вие изберете си обвинител. И сега власта ќе си има едно обвинителство со обвинител што таа си го избрала, опозицијата ќе си има уште едно обвинителство со обвинител што таа си избрала. Каде е тука третата власт? Тоа е директно мешање во правосудниот систем. И едните и другите си сакат раката да се стави. Еве ние не сакаме. Дајде да се договориме. Советот, затоа што опозицијата инсистира, без гласовите на опозицијата не може да се избере тоа. Опозицијата сака да имат, ние рековме нека биде предлог Советот на јавни обвинители. Зошто ние? Јас си наполнам дека завршите се разговорот. Значи, пак кажам, и зашто барањето е од опозицијата да го и ние и со тоа се согласуваме. Зашто ние немаме проблем со тоа да тој обвинител треба да гони функционери сегаш. Ние не се плашиме од тоа. Тие едно обвинителство, вие второ обвинителство и така, меѓу себе ќе се поднесувате. Не, видите, прво државниот јавен обвинител на Република Македонија според уставниот систем го предлага владата на Република Македонија и тоа е така 27 години. Битно е судството да е целосно независно, обвинителството очигледно кога е предложено од владата, дали во оваа влада, дали во претходната, дали во предпретходната. Зошто тогаш барате ваш обвинител? Тоа беше ветување на СДСМ на избори.
Значи на избори СДСМ излезе со ветување, не бевме ние тие што ветивме такво нешто или што побаравме, они излегоа на избори и рекоа по 2 години од кога ќе владееме, ние ќе го дадеме таа позиција наместо владата да ја предлага опозицијата во собранието на Република Македонија. И тоа си окей. Но што се случи во овие 2-3 години? Се случи комплетна деградација на целиот јавно-обвинителски систем. Само во овие 2-3 години го спомнувам. Па еве, окей, ја немам дилема никогаш, немам дефицит на самокритичност на сето она што се случувало и во минатото. Тука сум бил гостин кај вас, мислам дека вам тоа ви е совршено јасно. Да, ма иницијатива ви не достигна. Но, окей, но имаме целосна деградација на јавно-обвинителската дејност во Република Македонија. Зошто? Заради тоа што гледаме прво зошто се правеле предмети, како се правеле и се повеќе сведоштва. Еве ви вчера или денеска излезе ова најава за новата афера Рекет 2. Вели директорот на Фондот за здравство, замислете, на Фондот за здравство, разговарал со некоја фирма, сакал да ја принуди нешто да прифати или да не прифати, овие одбиле и он си нарачал истрага. Почнала истрага во јавно обвинителство, па после нешто он, веројатно, плюс нешто правил. Ќе видиме, се надеваме дека ќе излезат повеќе детали и околу таа афера. На Република Македонија во моментов и фали доверба во комплетниот правосуден систем. Зошто? Според некои анкети кои што сум ги гледал во последно време, а се од извори надвор од мојата, да речем, политичка партија, околу 90% од граѓаните не веруваат на правосудниот систем во Република Македонија. За СЈО не сакате да ви кажам анкетите, заради тоа што тие сите што сте го поддржувале СЈО до пред 2 месеци, ќе ви се крене коса на глава. Но нема зошто да ми се крене коса на глава. Зашто до пред 2 месеци се крстевте и во СЈО и во Катица, иако ви ги зборевме овие работи кои што сега се на јавна сцена. Но не, да се докажам, ве молам. Значи, ние имаме проблем во нефункционалност на правосудниот систем. И како ќе се реши тоа ако ќе имате сите ваше обвинителство под наводници? Само се докажам. Најмал проблем се политичарите во оваа ситуација. Проблем е луѓето, обични, нормални, бизнисмени, луѓе кои што работат, кои што имаат 5 банки, сакаат да инвестираат и така натаму. Според она што јас го гледам во мојот град, може би така и во други градови, луѓето велат вака: додека нема правосуден систем, нема никаква економска логика да има било каква економска иницијатива. Едноставно работите ќе запрат таму кај што сме и ќе стагнира. Тоа што владата нема концепт како да ги реши овие, со што би очигледно, заради тоа што ако ги мериме реалните показатели пред 2 години и сега, довербата во правосудниот систем е драстично падната во овие 2 години. И тоа се реални податоци. Дали вие би се откажале од обвинител предложен на предлог на опозицијата? Видете, ние може да дадеме поддршка за закон за јавно обвинителство во момент кога ќе сватиме и ќе заклучиме врз база на силни гаранции дека СДСМ се откажала од старата удбашка логика да си игра Што значи силни гаранции? Системот на избор и на контрола во тоа јавно обвинителство да биде надвор од досегот на партиското раководство на СДСМ како што е сега. Инаку околу прашањето за Питер Ван Хојте, јас не бев дел од тие преговори конкретно за законот за СЈО и за изборот на Катица Јанева, бев од делот на преговорите за медиумите, но она што го знам од тие разговори е дека предлогот Катица Јанева бил од двете страни, не само од страната на ВМРО-ДПМН и дека донесен со согласно со сите политички партии. Што би рекол на коите сите стрикни си се согласни. Сега како дошло до тоа? Како дошло до нејзиното име, немам детали. Така да, она што го кажа Ван Хојте не е во целост точно, односно има дел неточно. Дали вие би се откажале од советот на јавни обвинители да се биде одговорен комплетно за тоа? Апсолутно. Тоа е во ситуација ние немаме никаков проблем со тоа. Тоа е во ситуација кога на советот на јавни обвинители деца се вработувани во СЈО. Знаете, тоа е малце да не си играме играчки. Значи, јас сакам да се вратам. Имаме членови на совет на јавни обвинители чии деца се вработувани во СЈО. Ќе зборуваме и за аферата што вчера отворивте во однос на вработување. Не се правиме на удреви. Тоа е еден систем. За тоа си има институции, има кои што треба да се ги терат. Ете ви одбивате да го разгледаме тоа во собрание низ анкетна комисија. Одбивате. Ајде да отвориме се. Да го видиме. Ние не одбиваме ништо. Јас сакам да се вратам за довербата, за довербата во правосудниот систем. Како да веруваат луѓето? Кога слушна на кој начин се бираат судии? Проблем не биле јавните обвинители, кажам, проблем се судиите. Знаеме како се бираат. Се договара Мијалков со Блерин Беџети.
Мене беше смешна изјавата ни лидерот на ДУИ, Али Единствено- Ахмети, не, тука- кој што излезе единствено- вика опаѓа вербата во институциите и Единствено вика нешто- кој би излезол да ги брани ДУИ. Единствено Се- нешто се- за се Блерин свирам, Беджети да, што чекај, чувме чекај, пред еден месец чекај. беше дека Блерин Беджети кажа дека Заев му се јавил да му ургира Чекај, за одлука кој да бил председател на Врховен суд. Чекај, е лична изјава. Заев си кажа изјава. Шо кажа Заев? Што и кажа Али Заев? Ахмети ти Кај сега ти има дава... премиер на чекај, држава да се Значи- меша во одлука на Републички судски Значи, совет. значи Во Илија, која европска држава тоа дозволи се сега да ви случи? кажам, значи кажа премиерот дали се мешал или не и што побарал, знаете што е што нај- побарал Блерин Беджети. Знаете што е најинтересно? Тоа што кажа Блерин Беджети после еден месец се случи. Не. Се случи. Се Што случи, се случи? точно Тоа се што случи. сите го очекуваат да се случи. Кој? Нарачката од премиерот, од премиерот, кој да биде разрешен во судството, кој да биде назначен. Сакате и ово превар да го задржите таму, за да го имате под контрола. Значи, повторно зараѓам, морам да завршам. Значи, Али Ахмети ти изјавува, иако не е коалицијски партнер, вика, кој замислете нас да имавме криминали, кој би не штител? Па ќе ве штитат судиите кои што ги поставивте со Мијалков заедно. Блерин Беджети и вие се ги договараше на телефон кој да биде. И сите знаат. Значи, ја не се играме добар или лош полицаец. Ние знаеме. Вие одлично функционирате со ДУИ. Ти може да збори како сакаш или ја те разбирам. Ете, ДУИ ви даде поддршка за тоа што зборевме. Значи, јас знам, моите ставови во однос и на ВМРО и на ДУИ се јасни за минатото како. Ја не верувам во Јас сум мислил, Не. И кога сум бил новинар, Искрено. и кога сум политичар, јас сум мислил, ја не сум се сменил. Ниту имам намера да се Јас и сменам. вие имаме добра Ако соработка некој е во лош, собрание, не многу работа кој што коректна, треба е лош. Ако е многу- некој добар е добар. Ја нема да Ја се не мешам. верувам. Значи, Ја не јас верувам сум во вашиот тој. однос према ДУИ. Искрено ви кажувам. Нити Вие па во може да односот не на ДУИ верувате. спрема вас. Јавноста ме знае сето тоа е кој е. систем на Апсолутно не. покривање на одредени задоволни или незадоволни гласачи. Апсолутно не. Инаку не би Значи, седеле во иста коалиција вака- со луѓе кои што секојдневно ги критикуваат и се супер да функционира. Вака, значи никој Ја и тие Знам што како функционирам и Ама и тој ја е мојот гледам однос. секојдневно Апсолутно. И Секојдневно мене сме ме заедно. гледаш. Вие исто. седите преку едно седиште од мене. Така, и кој е Господинот мојот однос Џафери во однос седи на пред ДУИ? нас. Колеги, И го знаете мојот однос и кон колегата Џафери. Јас го гледам, но не Така, верувам. да. Тоа сакам да ви Тоа кажам. може да не верувате Дај, вие. да. А значи напорно, вака е напорно за Да не слушање гледаат. и гледачите што уклучиле да ве гледаат, ќе ве сменат, ќе не сменат сите заедно затоа што нема да можат да разберат кој што зборува. Јас падо предложам Закири, вам да си зошто? наполнам вода, пошто цело време со него си правите муавет, да искористам време во 5 минути бар да наполнам вода да се А напијам. значи на следното гостување јас вас има тајмер да Тајмер го да се поставам стави, за да видите кој колку А може да користи измериме време. после емисија кој Да. колку збори. Не, ама ако Апсолутно. не реагирам вака, само со вас ќе зборувам. Не е точно. Дали тоа по Воопшто. новинарска линија или било како, нема се. Да се нашалиме малку. Реизбор на судиите. Ви беше клучно ветување пред избори 2016. Зашто не се случува? Затоа што суди не можеш да ги бираш и да ги земеш, да отвориш конкурс и они да дојдат да се пријават и да стануваат суди. Има процедури. Па и тогаш По кој имаше, се- па ветувавте по митинзи. Ветувавме и сакаме тоа да се случи. Но верувајте, тоа е невозможно, затоа што мора да се почитуваат законите кои што постојат. И мора да се иде преку Можете закон да смените, не е страх. академија на суди и да трнеме сега суди Ма сега сите го и да менувате донесеме законот за нови. Академија за суди. Добро да е. Може Тој- закон да се смени? Значи не е може да се смени, ние Може тоа цел систем сакаме да се да смени. ние сакаме да има суди кои што ќе бидат кредибилни. Сега знаете а како не суди суди има? Си се дружите со судиите по дома. кој се дружи Па да видат ние? нагости по дома. Абе кој оди? Абе по Нагости? кафичи си седите Абе, со кој судиите. оди? Абе се гледа како да ви кажам. Кој? сега нема Кој да седи, се кажи ми. Епа сега лесно е, лесно. ваше си се дружи со Лесно е да се судија. збори. Па Јас сум Или видел со своји очи. лесно, буквално. кажи ги бе кој се. Нема да ги кажам, Епа што да сега ги кажам. вие сакате да кажувате се случува, ама Ама тоа го гледаат јавноста- и други муха. Не бе, кажи ги со име. гледаат, не, нема Со кој потреба. суди седиме сега? Не е тоа Нема така. потреба. Лесно е. Не, не, Најлесно е Буквално, да знаете префалиш. што? Знаеш што, Не, народот не. вели вака и вака, вака и ти Знаете зборуваш што ми смета мене? Кога ми смета тоа што го зборувате не се подудара со она што го правите. Кога би го зборувале тоа што го правите е многу почесно, па макар и да е пожестоко, по-лошо да изгледа. Сега викате, прво сте ветиле на избори, еве и промена на целокупниот судски на целокупната судска фел. Тоа не можете да вадите изговор дека процедурите се проблематични, се менуваат процедурите со закон. Седнете, донесете таков закон, сменете ги процедурите. Во Албанија го направија тој концепт, не е нешто комплицирано тоа да се направи прва работа.
Но не го правите тоа заради тоа што ви одговара ваквата поставеност на судии. Втора работа, Мухамед. Не одговара на државата, не на СДСМ или на ВМРО. Све што сте нарачале во кривичен суд, све ви се апсолутно не е све ви се исполни. Илија, сега све ви се исполни. Размислуваме на тој начин дека знаете што е проблем? Одговара на СДСМ, одговара на ВМРО, државата нема да е. Треба да одговара на системот и на општеството и на граѓаните. Во една реченица. Тоа што беше лошо во ВМРО, во време на ВМРО, вие 10 пати го покачивте на повисоко ниво. Еве, тоа искрено ви го кажувам, најдобро намер. Апсолутно. Знаеш зашто СДСМ апсолутно има изгубено многу од рейтингот? Зошто? Затоа што не се виновниците во затвор. Да беа под контрола нашите судии, требаше пола од ВМРО да бидат у затвор. Сега сакате искрено да збориме? Сакате ли да збориме? Како со што? Со сите предмети? Како тоа па така, од поранешното раководство. Кој што има злоупотребено системот и положбата. Например? За сите за кои што има предмет. Дали знаете господин Мухамед Закиров? Еве да ви кажам. За кој пример излезате на улица ќе ви кажат секој обичен граѓанин. Зашто ни се лути? Ние да беа под наша контрола судиите. Еве јас се обидувам да не зборуваме во историја. Кај ќе ни беше крај? Може да ви кажам само еден пример. Тоа покажува дека ние немаме контрола, ниту сакаме да имаме контрола над судиите. Апсолутно. Може ли само еден пример? Може да не веруваш. Може ли само еден пример? Значи не може? Ама сега. Добро, ајде. Не може. Повелете, ајде. Може. Значи имаше една снимка што ја пуштавте таму за кинеските патишта. Добро. И сега целата јавност создаде впечаток дека околу кинеските патишта има провизии, има пари и така натака. Во ред. Не, тоа се слушна, не. Добро да застанете сега да се докаже. Тоа се слушна како барат, проценти миле и гречки, добро. Океј. И сега има обвинителен акт од СЈО за кинеските патишта. Но во обвинителниот пат од СЈО за кинеските патишта нити ја има таа снимка, нити има обвинение за тоа дека се земало провизии. Застанете да се докаже. Застанете. Нема за тоа. И има обвинението за кинеските патишта кое што е во суд е дека владата вршела притисок врз кинеските фирми побрзо да ги завршат патиштата за да оствари политичка корист. Нема за мито обвинение. Нема за корупција обвинение. Ја ви кажам формално правно што е во процедура. Значи јас ниту сум легол да ја читам истрагата, да гледам материјали од истрагата. Зашто се расфрлате со тоа дека сите се вакви со... Ја ви кажам што е формално во процедура. И се кој кого го прави улов? И СЈО има отворено предмет за тоа. Што има внатре? Кој кого го прави улов во ситуацијата? Кој кого го прави улов? Нека заврши процедурата судска. Нека се докаже дека е невин, дека сте невини. За вчера она што се случи завчера за Монструм. Пуштаат таму разговори од секретарки, од родители на премиер, од гатачки, од све. Нели имавте вие снимки со кои што ќе се расчистеше Монструм комплетно? Кај се тие снимки? Дајте, пуштете ги. Кој процес? Ја ли треба да театар. Абе, тоа е театар, јавноста нека цени дека е театар. Луѓето кои што ги обвинивте и ги ставивте сите у затвор, зашто така ви одговара на вас. Па зошто во 3 години не им помогнавте ако се невини? Зошто не им помогнавте? Излезени се од затвор. Кои се излезени од затвор? Тие од Монструм што се. Излезени ли се од затвор? Кај се? Апсолутно, дома се. Добро, супер. Дома се. И судскиот процес одново почна, Илија. И сега ќе во основа на доказите што се нови, ќе се реши. Супер. Кога кој ќе е се виновен? реши? Па еве го. Јас судија ли сум? Ја ли го на предмет? Дали? Не, така се однесувате. Колку време сте на власт? 2,5 години или? 3 години сте. 2,5 години. 3 години сте на власт. Министерство за внатрешни работи колку време го контролирате? Кој од тие случаи ги расчистивте? Кај што имаше злоупотреба? Убиецот ова со Мартин Нешковски се расчисти? Кај е таа ситуација? Кај е таа ситуација? Со Монструм кај? Со Никола Младенов кај? Еве го, судски процес има, како кај? Сопот е завршен, има случаи кои што се завршили, како си го се апсолутно не е точно. Апсолутно не е точно. Немојте, не е убаво. Не е точно. Си игравте вие со судбини на луѓе, затваравте кој ќе ви текне. И си правите што сакавте, си нарачувавте што сакавте по судиите. Дали ги обструирате преговорите за законот за јавно обвинителство затоа што барате амнестија за вашите случаи? Никој не бара амнестија, ние велиме дека случаите што се почнати во законски предвидениот рок треба да се продолжат. Оние кои што се почнати после законски предвидениот рок може да се користат како индици, но републичкото обвинителство се ги добија како информации, да ги селектира тоа што е легално, тоа што е нелегално, но све да може да искористи како информација стартна за да се започне истрага доколку има проценка. Апсолутно имаме чист однос према таа работа, немаме никаква дилема. Дури и во ваков период во кој што се случува ова судење, кога судии се дружат со министри од СДСМ и кога за секој предмет
од СЈО си има задолжен министер кој што треба да координира активности, дури и во такво време сме спремни да се тераат сите постапки. Знаете зошто? Само да се докаже, Мухам. Знаете зошто? Шведскиот врховен суд донесе одлука со која што го тресна. Грчкиот врховен суд донесе одлука со која што го тресна. Унгарскиот, дури ако сакате, на шала на смеа, Европска унија и тоа е. Овој комесарот за проширување во новата комисија доаѓа од Унгарија, сакале ние или не. Не избрав што. Унгарскиот суд донесе одлука со кој што тресна. Македонскиот врховен суд со едногласна одлука, не со гласот на Јован Вангелов, со едногласна одлука, исто така донесе одлука со која што го тресна сето ова што се случи. Значи во моментов има 3 врховни судови на членки на Европска унија кои што го негираат правниот систем воспоставен во време на СДСМ, плюс Македонскиот врховен суд. Така да, комотни сме. Ова целиот хаос кој што се случува, целова правно лудило. Не делегирате луѓе да преговараат кои што не се дел од постапките. Видете, знаете како е. СДСМ преку СЈО си игра кадрова комисија на ВМРО. Сите што им сметаат или што им сметале или што мислат дека треба да бидат уценети или на кои што сакаат да им се одмаздат, си ги ставале во одредени предмети. Про вас лично не ви е небелузно осомничени обвинети од СЈО да преговараат со обвинетите на СЈО? Знаеме ние, Душица, знаеме дури кој министер од СДСМ бил задолжен за пренесување на списокот до Катица Јанева на лица кои што имате докази? Да, знаеме. Кажете ги, Илија. Знаеме како да ви Зборете, Илија, кажете ги да вие да знаете, да имате докази. До сега ќе трубевте по 5 пресконференции на ден. Значи, зошто преговарате? Може ли да се докаже? Значи, нека каже Илија, зошто може ли да се не се ги одолговлекува разговорите за закон? Може ли да се докаже? Може ли да се докаже? Значи, па знаете колку зборувате? Јас ли најмногу зборувам? Не. Значи, нема одолговлекување. Ние ако имавме намера да не се договориме, ќе кажеме нека не се договориме. Повеќе од половина од предлозите како да излеземе од ситуација доаѓаат од наша страна, конструктивно. Цели закони предлагаме, решенија, концептуални и така натаму. Сега тоа е. Зошто преговарате со луѓе кои што се одолговлекува? Нема ние да им ги одбираме. Тоа јавноста нека цени. Јавноста гледа. Така. Ево е демократски. И нормално. Они го праќаат Антонио Милошовски, кој што е обвинет од СЈО, да преговара за судбината на СЈО и за јавното обвинителство. Каде вие заедно предложите за премиера беше обвинет во момент. Тоа ти покажува зашто уствари ВМРО се бори. Они намерно одолговлекува за предметите да пропаднат. Значи, за предметите да пропаднат. Тоа беше целта. И кога најдовме правно решение да ги превземе јавното обвинителство, откако ги превземе, сега Абе, немојте на душе ќе ги носите. Мухамед, на душе ќе ги носите. Преговараме затоа што со 2/3 се носи законот. Што да правиме? Да кажеме не го носиме законот. Не ни е битно. Што сакате да правиме? Да прекинеме со опозиција комуникација? Апсолутно не е тоа така. Ние не сакаме. А опозицијата кого предлага да дојде да преговара, да разговара, тоа оставаме јавноста нек се цени. Толку. Господинот Мухамед Закири гласеше господинот Заев, реков во момент кога беше обвинет во судски процес да стане премиер. И тука нема дилема. Ја го поздравувам неговиот став и однос кон колегата Милошовски дека апсолутно право е на ВМРО да одлучи каков тим ќе прати на преговори, кои луѓе ќе бидат на пресконференции, кои луѓе ќе бидат во парламент и така натаму. Граѓаните ќе ценат за тоа. Велите дека неколку пати тоа е основната теза, дека СЈО е формирана и тие предмети се за политичка уцена на пратеници од опозицијата. Господин Димовски, неколку пати во ова студио го имате тоа кажано. Имате ли вие докази за това? Има време, господине Душица Норѓа. А што значи? Значи дека кога ќе се воспостави систем. Зашто нема кривична пријава, зашто нема? Зашто немаме доверба на кого да му е поднесена кривичната пријава на јавното обвинителство за кое што Радмила Шекеринска вчера сама каже дека ние обезбедивме правна состојба со предметите. Не можете таму да поднесете кривична пријава. Не можете. Тоа ќе биде или отфрлено или ќе чекате година-две да ви кажат дека е отфрлено. Кога ќе се воспостави систем правен, ќе се дознаат работите. Не е страшно. Тоа 4 години. Вие бевте на власт. Од првиот момент ние зборувавме која е улогата на СЈО. Зборувавме за непотизмот во СЈО. Зборевме за трошењето на пари во СЈО.
Бевме осудувани. Не, поинтата ми е, Само да се ако докаже. било тоа Само да се така, докаже. СЈО постои Цело повеќе време- отколку што се тие на власти, како што Цело велите време- имаат притисок врз обвинителството. Цело време бевме осудувани за тоа што го збориме за СЈО. Цело време. Допред 2 месеци, кога не се виде све на видели. Ајде да почекаме, можеби и други работи ќе се видат на видели на следниот период. Што најbolе? Па полека Илија. да разговарам, да не се доведеме у ситуација господинот Мухамед Закири сега кој што зборува за СЈО после 2 месеци да зборува за цела влада. Ајде Апсолутно. полекате. Значи, ова Нека е се добар развиваат начин, работите. Дали сте ги оценувале претениците од опозиција преку предмети на Најмалце СЈО? 15. Апсолутно не. Најмалце Апсолутно 15. Најмалце 15 Апсолутно не. пратеници. Значи, и СЈО мора да во моментов под истрага за еден случај и во притвор се наоѓа еден обвинител, главната обвинителка. Не може вината да ја префрламе на целата институција. Ако некој се огрешил, вината е индивидуална. И на тоа треба да се задржиме. Може да ти е роден брат, ако се огреши на законот, ќе треба да се одговара. Ама брат му, другиот, не е крив за тоа што он направил глупост. Или не го почитувал законот, или се вплеткал у криминали. И ние сваќаме зошто они генерализираат. Затоа што на нив најмногу им сметаше СЈО. Затоа што требаше да се бави со криминалите што ги правела претходната власт, односно во нивно време кога функционирала владата. Ја не знам зошто сега имаат против да се формира јавното обвинителство, друг оддел кој што ќе се бави со криминали евентуални на сегашната власт, на сегашните функционери. Тоа нема да се навраќа назад да ги гледа што правеле. Треба да има Нека се некаква навраќа да истрага. Може и да се навраќаме, апсолутно, ние немаме ништо против. Дека треба да има некаква истрага во СЈО во однос на евентуална вмешаност на останатите обвинители или вработени во СЈО во случајот Рикет, а порачуваат и дел од правните експерти. А зашто мислите Значи, дека само истрагата, кој е вплеткан, нека се покаже. Нека заврши истрагата и кој е виновен, кој е вплеткан, нека си одговара. Ние само така ќе ја вратиме довербата во институциите. А не некој да застане да браниме некого. Обвинителите на СЈО малку да позираат додека нема никоја истрага за нивна евентуална бар на вмешаност. секое второ прашање ја да давам одговор? Димовски. Ама не, стварно, ја се сакам да искоментирам, ама не ќе рече, да ќе се влетувам во навратите збор. да искоментирате. Да, наискрено. Ајде. Како што добивате време, цело време како добијате. Сосема кратко. Ајде. Значи, зашто само случајот Империја го гледате како дел од Рекет? Јас мислам дека најмалку уште 2 големи предмети на специјалното јавно обвинителство, каде што има и други обвинители, не само Катица Јанева, исто така се или ќе бидат доведени под сериозен прашалник во следниот период. Ако има докази, било што нек се доведе. Ако за било кој. Па Ние јавноста не зборува застануваме. зборува за Јавноста тоа, сега да ги зборува, видиме чашијата работа. за сва и свашта Ама чекај, зборува. не е мое- Ама ако Мухамед, има докази, Мухамед, ама не е мое јас да водам истрага. Апсолутно не. Значи, Ама ако послушнат имате глас, докази, ако имате послушнат- докази, треба да се Мухамед, дадат доказите и има послушнат глас, институции кои што треба да се послушнат дадат. глас, јас зборам за нешто што е објавено во јавно. Послушнат глас, господјата Русковска или Јовевски или не знам кој предметен таму го работи тој случај Рекет, поврзан со СЈО, најмалце за уште 2 предмети на СЈО има јавни тврдења дека се злоупотребени. Никој од тие 2 предмети не е повикан на разговор. Тоа е работа на обвинителство, Значи, не е на обвинителството ДПМН. покрана истрага или за на првиот случај, СДСМ. откако им се доставиат докази. Ама До пријави и сега премиера. дали треба снимки да им се достават? Ако има... Ама нели подоспеан глас? да, ама Зошто тоа е- не викнат тоа некој е- подоспеан глас? Зошто не не е викнат работа, зошто не викаат? И па сега. Еве, ние им даваме подршка. А јас не сум го бирал Јоверски, вие сте го бирали. Викнете го на претенички прашања, поставете му прашање. Наше да им дадеме апсолутно И еве им давам подршка, и јас им давам 5 подршка. месеци им давам И јас им давам Еве подршка. ја им давам подршка. Еве и ние јавно им Дайте даваме подршка. побрзо луѓе да расчистиме со Рекет. Ама уште колку апсолутно, ја треба, уште 5 години. Апсолутно да се расчисти ако може утре. И кој е виновен нек си одговара, ама ние тоа бараме. ајде. Затоа што ајде ако е во Кој, нечи ситниве интерес, риби? ако е во нечи Ситниве интерес риби? да се Дали вие реши, верувате, господине апсолутно Мухамед, сакаме да се реши тој случај. дека Бојан Јовановски сам без никаква политичка заштита можело она да го прави што го прави? Дали верувате во тоа? Што им ја да веруваме? Или да не веруваме? Не, си правиме муаве. Знаете Долго колку време луѓе- следите политика, колку луѓе- јас ги знаете знаете си ли колку од луѓе, медиумската откако сум во сфера политиката? потекнувате. Дали вие Јас верувате сум во многу тоа? пократко од вас во политиката. Не, јас знаете следите ли политичката сцена. колку луѓе го Вие сте имале злоупотребувале, подобни? колку луѓе го злоупотребувале моето име? Добро? Претпоставувам и вашето име го го злоупотребувале. Да. Виновен сте вие за тоа? Не. Апсолутно Но не. ја не сум Он, слушнал. ако наишол на наивни луѓе, Ама ја не сум кои што му слушнал. верувале на него за нешто, тоа е вина на тие луѓе што му А верувале. овие
Што да овие правиме што дале €1,5 на слепо му поверувале. Па за тие што еве ги има истрага. Се е можно. Има истрага. Дали патвиџани и пиперки дава. Тој дава €1,5 сим дава он милиарди украл од државата. Очигледно. И сега за да се спаси ти дава милионите сите што ги има. И тоа не е рекет според мене. Тоа е мито, ама истрагата не се го каже. Мене ми е срам. Го читавме извештај. Го читавме извештај. Ја не спорам, го читавме извештај. Заедно у комисија. Не сме коментираме, инаку би било многу забавно. Апсолутно. Значи, јас многу би сакал да го коментирам. Јас вас ме почитав. Затоа што тој извештај, сум ви бил гостин повеќе пати и како новина. Да, со тој извештај. Со максимален респект се однесувам спрема вас цело време. Сите шпекулации што беа во јавноста. Но мене ми е искрено срам да полемизирам со овие тези дека Бојан сам наивно нашол некои уште понаивни, Орце Камчев, па му земал €1,5 и тука ниту еден политичар не знаел, не бил потпора, не бил ништо. Вие вопростено, тоа сакате да ми го кажете. Па има имиња таму во снимките, слушнавме најмалце. Кажете ги, во извештајот имаше имиња. Судии, роднини на суди, министри. Во снимките ги слушнавме што ги слушна цела држава, стоја Мухамед Закир. Ајде да се води, па ајде ние сакаме. Ајде. Апсолутно. Ние сме најзаинтересирани да се заврши. На крај ќе биде Бојан сам. Ама очигледно вие знаете од претходно. Нема верба, гледам што се случува. Гледам тоа вас ви одговара така да заврши. Излезе Милошовски без срам перде, излажа дека премиерот рекол за 10 дена ќе биде пуштена катица. Да, како манипулирате со јавноста. Мислите дека он е наивен тоа што го рекол? Мислите дека Милошовски баш е наивниот човек што го рекол тоа? Не е наивен, тој е мајстор да шири лажни вести. Да шири лажни вести. Тоа е Милошовски. Направи тој потек. Да, каде се сега пак ви го скрати полето да не се посремоти. Смешно звучи. Сказите со кој што мафташе на пресконференција вашиот лидер? Не сум. Во однос на рекет? Не сум погледнал такви работи. Има ли во ВМРО-ДПМН никакви материјали во однос на рекет? Немам увид. Јас во рамки, моите активности ги базирам во рамки на пратеничката група и во рамки на Собранието на Република Македонија. Таму сум постојано, имаме добра координација со партијата, но навистина јас не сум имал можност да погледнам ништо дополнително тоа што целата јавност видела до сега. Господине Закире, зошто не прифаќате анкетна комисија за СЈО? Зошто не прифаќаме? Стварно не сум разговарал зошто во Собранието нема позитивно мислење во однос на анкетната комисија. СЈО поднесувало на секој 6 месеци, ако не грешам, извештаи за работата. Обврска им беше. Се знае што работеле и како работеле. Ова ново што испадна во однос на непотизмот апсолутно треба да се истражи. Знаете, на нас ни се качија на глава како пратеници и како политичари за се и се што се вработувале членови на семејства, не знам што, а некоја институција да биде амнестирана не сме. Значи апсолутно секој треба да се води истрага антикорупцијска. Тоа е задачата, нек си тера работата. Ова е само мал дел од непотизмот. Во ред. Се што има, нек се излезе. Знаете како избравме антикорупцијската? На најтранспарентен начин, кој што во минатото било незамисливо дека може да се избере. И сега антикорупцијска си ја тера работата, како што си ја тера и треба да даваме повторно поддршка и им даваме да си ја завршат работата. Ако може. За жал, неколку месеци, и година, две, се занимаваме исклучиво со СЈО, обвинителство, јавно обвинителство, полиција, судство, со тоа оптеретена јавноста. Тоа го кажувам од аспект на примарното значење кое што еве во овој период се даде на таа дејност. И сега имаме крах на клучната институција, во која што поголем дел од граѓаните веруваа дека ќе донесе правда. Беше институција со најголема доверба. Јас не сум верувал, но признавам дека огромен дел од граѓаните верува. И сега имаме класичен крах по сите основи. Се злоупотребувало заради рекет, се злоупотребувало за непотизам, платите таму, знаете, обичен правник во СЈО колку плата зема? Буџетот, Собранието им го одобри. Не, дали знаете колку земал обичен обвинител од не Катица Јан? Ги знаеме, јавноста ги знае. 260.000 денари. Сите ги знаеме платите. А вработе... Тоа беше со цел да бидат независни, да си работат стручно, професионално. Правник почетник во СЈО земал 75.000 денари плата. 75.000. Повеќе од министер,
колку премиер што зима, колку председател на собрание, колку председател на држава. Толку зимал. Зимал повеќе од вас, зимал повеќе од членовите на антикорупцијски. Зборам за правник почет. Обвинителите, оние обичните обвинители зимале по 220 до 260.000 денари. Добро да кажам, а според некои тоа информации со кои што ги имаме, Катица зимала 300-330.000 денари месечна плата. Значи, да не збориме за другите бенефиции. Да не збориме за другите бенефиции, да не збориме за договорите од 4 очи за вештаче. Значи, по систем на злоупотреба за рекетирање. По систем на злоупотреба, па има нормално. По систем на непотизам, по систем на трошење буџетски пари, по систем на веќе покажување со прст за политички уцени. По тие 4 основи крахира клучната институција во која што најголем дел од граѓаните имаа доверба, а беше ваше. Не, наше, тоа беше на сите. Ваше ветување дека таа ќе добива поддршка да за истера правда. Таа институција доби поддршката и ваша, и наша, и на јавноста, и на сите. А вие што мора, иначе не бија. Што мора? Јасно што некога не му е јасно, сега да не се лаже. Да не се лаже. Да бидеме искрени. Па Катица Никола го ја фалеше. Најмно. Сега што викаш? Фалење како да кажеш. Има изјави. Така. Не зборуваме сега напамет. Не. Знаеш како е карма и за она. Да не злоупотребуваме во емисија лоши збори. Но, сака да се докаже. Сега имаме таков крах на таква институција и вие велите, ај не мора во собрание да разгледуваме. Јас знаеш што би предложил. Во принцип, кога би биле темелни во нашата работа, јас и вие како пратеници, да игнорираме лидери на партии, да игнорираме преговори, да го игнорираме Талат Џафери, да игнорираме све. Јас и вие треба да побараме анкетна комисија, која што би завршила во рок од месец-два максимум, да извади своји заклучоци, па потоа врз база на тие заклучоци да се договориме како закон за јавно обвинителство ни треба. Тоа би било реален систем на постапување на здрава демократија и здрав парламентаризам. Наместо тоа ние имаме преговори за закон за обвинителство надвор од собрание за жал, и во исто време имаме ситуација во која што главната носечка партија на власта одбива да се расчисти овој скандал низ една транспарентна постапка. Кој скандал да не се расчисти? Во ССЈ. Вие го читавте списоков на вработени во СЈ. Апсолутно го читав тоа што и вие давате поддршка на ова. Апсолутно не давам поддршка, затоа реков јас има институции кои што треба да се завршат работата за да рековме најголеми жртви беа пратениците во однос на непотизмот што ги напаѓа колеги наши. Апсолутно. Јас сум немал такви работи, но ја лично не сум имал, али ги разбираме колегите. И сега се случува во друга институција и ние даваме поддршка да се расчисти тоа. Па и една анкетна комисија да направи. Зошто анкетна кога има антикорупцијска? Нек се заврши работата. Нек се расчисти. Зошто собрание, Не е тоа. Значи комисија се формира да се одобрекуваат работите или лидерски средби нека донесат законот за обвинителство. Значи комисија да ги формираме за нешто да не се заврши. Собрание постои за граѓаните да имаат увид. Ќе имаат увид. Има антикорупцијска што носи одлуките. Дали антикорупцијска се снима со станоците? Не. Дали се емитуваат на телевизија? Не. Дали собранието е единствен државен орган? Да. Дали треба граѓаните да имаат увид во ова? Да. Тоа да нема ниту една друга институција да по комисија да се ги решаваме работите. Мухамед Закир, дали се согласувате јас и ви заедно утре да пратиме писмо по закон за слободен пристап на информација од јавен карактер, да побараме две работи. Прво, комплетен список на вработени во СЈ и второ, висина на финансиски средства секој месец што ги добива. Јас и вие тоа да го направиме. Еве како удел мој вој и ваш. Јас немам никаков проблем тоа да го направиме, затоа што јавноста нека ги знае и да покажеме дека може двајца пратеници од двете различни страни да се борат за транспарент. Немам никаков проблем. Јас ќе подготвам писмо дека ви го понудам. Јас немам никаков проблем со тоа и јавноста нека ги знае. Значи ова е договор, а сега договор за пауза за реклама. Добро дојавте назад во студиото на 24, анализа пратенички дуел Илија Димовски, ВМРО ДПМН, Мухамед Закири, СДСМ. Господин Димовски, денеска СДСМ имаше прес во кој што, ќе цитирам дел од него, прашуваат дали, цитирам, Орце Камчев тајкун излезан од режимот на ВМРО ДПМН и обвинет во предметите на СЈ е финансиер на изборна кампања на ВМРО ДПМН за последните претседателски избори. Јас колку што памтам, Орце Камчев беше функционер во Социјалдемократскиот сојуз. Во ВМРО ДПМН не сум го видел никогаш. И мислам дека тоа е тактика која што СДСМ ја применува кога е фатен во живо. Сега ќе обвинува секого за се што, за да направи магла, а од друга страна имаме снимки, имаме докази во ситуација кога едниот рекет се обликуваше, сега почна афера за втор рекет и така натака. Ќе видиме
до кај ќе оди сето тоа, така да немојте на оние дневни пресконференции премногу да ги земате од СДСМ, премногу ги земате како некоја сериозна основа за еве ваква политичка дебата на тоа што вие го зборите треба сериозно да се свати. Па не, мислам дека на јавноста е јасно. Апсолутно е јасно. Јасно, да. Кој шири магли и кој Таде магла беше она видеото со снимки, со све дека никој не рече дека е магла, затоа има луѓе у притвор за тој случај, истрага се тера и ние даваме поддршка и ние даваме поддршка тоа да се нашол расчисти. наивни. Замислете дали ќе беше замисливо во време на ВМРО ДПМН да се покрени или да се уапси некој обвинител. Научна фантастика Јас беше. не памтам во време на ВМРО јавен обвинител да рекетирал пари. Та немало таква работа. Па не смееше никој да збори. Ама Не не- да рекетираше ВМРО ДПМН. Кој рекетира? Милиарди земавте. И тоа што? Украдовте го се. Па Бројчаников на Триумфална Што се скапа од вртење. Врти. А што Првите 17 милиона ќе ги вратите парите, почна така? се конфискувани, така да знаете. Добро. Штитите ли високи функционери на СДСМ во рекет? Апсолутно не. Не штитиме никого. Тоа и јавно сме го кажале, повторно го кажуваме јавно, ниту еден. Ниту ќе штитиме, ниту имаме намера да штитиме. Ако некој е инволвиран, било кој да е тој, ќе се одговара. Јавноста тоа треба да се го знае. Имате фотографија со Бојан Јовановски? Апсолутно не. Немам ни јас. Вие? Немам ни јас. Не, човекот има фотографија со 80% од раководството на СДСМ, политичката моќ ја црпи од таму, на оние свечености на два пати што ги организирала неговата телевизија, покри целокупното раководство на владата, на СДСМ, гледаме целокупниот обвинителски систем присутен, а таму е и ово, и оно, и трети, пети, и од се, од пола битни обвинители, и од редовно обвинителство. Види, ако се сликаш со некој, не те прави дека си криминалец. Не, видете. Ние не во кампања, јас. знаеш со кого све се сликаме? Не И се велам. сликате у нас. Ја повторувам видете. повторно. И роден брат да Друго е, сакам ако да се огреши. Роден брат. Друго сакам да ви кажам. Дека Треба да ти да се Господинот одговара. Бојан- Некој што се слика со Господинот политичари, Бојан знаеш дека Јовановски. сакаат многу да се сликаат со нас. Господинот Бојан Јовановски, сето она што го направил, како телевизија, како невладина организација, како учество негово во овој коруптивен скандал, без поддршка од политичари, не верувам јас дека можел да го направи. Вие верувајте, јас не верувам. Ако има доказ за било кој, треба да излезе Еве, и тој политичар еве да не ја влечем. нека одговара. Да не ја влечем Толку јас е. и вие, нема да ја расчистиме Апсолутно, вечера. ние не сме Но, истражен орган. јас велам дека Знаеме. Бојан Јовановски сам она не можел да го направи. Сите вие пратеници на ВМРО ДПМН кажавме во собрание, има да слика со Никола Груевски кој е осуден за Пола криминал. ваши пратеници имаат Така слики да, со не е Никола точно. Груевски. Значи, и Пола- што значи дека сите се криминалци? Не се. Пола ваши. Тој што си Вие се имате- огрешил, тој ќе си одговара. Не, Мухамед, па Е, зашо? за вас бар колку Е, па слики шо? испаднале за Заев, па и одиш у кампања, окей? Добро да. Така? Значи, Па затоа ти зборам јас. Ти одиш и кога идеш негде гостин, ќе ти дојде човек, може ли да се сликам, ќе се сликаш. Од кај знаеш кој е човекот или што е? во конкретниот Што случај, има сакате такви да умови кажете што сакаат да че- злоупотребуваат сакате да сликање кажете со некој дека тоа е оние друга работа. тврдења на дел наши колеги кои што велат дека не го познавале Бојан Јовановски и дека се сликале пошто они биле многу битни фаци, а он сакал со нив да се слика, пошто они се јавни фаци, вчера станале политичари, а он 20 години на сцена, он не е јавна фаца. Они, значи Бојан инсистирал кај ќе ги раководство прашате, на СДСМ. Или ќе ги Зашто? прашате колегите кои што се сликаат. Не сакам никого нити да прашам, нити да обвинам. Ама Јас, вие сакате Мухамед, алудирате или не знам што сакате. Ако има Јас доказ за верувам било дека кој, станува збор за апсолутно систем за треба кој да што се стои партија. одговара. И мислам дека дури и да Ако има има некој индивидуално штити ли замеш, само некого? јас мислам, Штити ли некого со? јас мислам дека некој дури од тие раководство на СДСМ е насочен да му помага на Бојан и ако се случи да одговара ќе биде ова ти е кажам начин како да се злоупотреба. манипулира јавност. Јас во тоа Значи, верувам. апсолутно, вие може да верувате во тоа. За тоа треба да има доказ. Може, Значи, има, може кај секој, знае. ако има доказ, Може ќе има, ние не сме знам. рекле, кој да е вмешан, ќе си одговара. И треба да си одговара. Што ќе се случува со останатите вработени во специјалното јавно обвинителство? Испратија писмо до државниот врв, до амбасадите? Господине Закире, вас ве прашувам како. Значи, може ли? судбината е неизвестна на тие што се на определено на време или нововработени во таа институција. Дали треба да се најде начин? Сметаме дека треба да се најде начин да им се излезе во пресред
на луѓето, но сега имаме и нова ситуација во однос на непотизмот што бил таму. И ја мислам, че јас не дека сме го разговарале во партијата, во органите кои сме имале состанок ова прашање. Откако ова е нов момент што произлезе, ја мислам, мој личен став, сега кажувам дека треба да се заврши први оваа истрага, па да се види за колку вработени станува збор, за кој што треба да видиме да бидат згрижени луѓето. Некаде јас тука би се согласил, тука би се согласил дека треба, искрено мислам, можеби не во целост со Зекири, мислам дека треба една постапка во собрание со ограничен рок да се проверат овие сомнежи и дополнителни некои кои што веројатно ќе стигнат во следниот период од нашата пратеничка група или од нашата партија, да се провери, да се отстрани сомнеж за дел од вработените таму дека учествувале во некои од предметите за кои што има сомнеж дека се злоупотребувани и дека се вработувани по непотизам или не се почитувани постапки за вработување. Значи, ние не можеме стварно за 200 луѓе таму да кажеме сите 200 се, но врз база на податоците кои што ги имаме во моментот, дел сме ги пласирале во јавност, дел се уште не, можеме да кажеме дека повеќето за нас се проблематични од аспект на туку така ние сега законски да ги префрламе од една институција во друга. Оние кои што дошле од некоја институција имаат право да си се вратат. Оние кои што си се вработиле за прв пат тука треба да поминат низ една процедура. Јако не грешам дека се работи за околу 80 на луѓе кои што немаат решен статус. Видете сега, ако тие се братучедите на едниот обвинител, на другиот обвинител, на третиот обвинител, на четвртиот обвинител, на министерката за правда. Јас ви кажав, тука се не може да очекувате ние да гледаме на тоа како супер. Јас ви го кажав мојот став. Се согласувам. Океј, коректно. Јас согласувам второ. Добро, напредувате до крајот на емисијата и можеби писмото заеднички ќе го потпишете тука. Може некој го спрема во вашата редакција? Не, во нашата сигурно не, господин Димовски. Избори. Опозицијата инсистира на предвремени парламентарни избори. Тоа беше услово за таа последна лидерска средба. Меѓутоа, некако не се споменуваат изборите од тогаш. Се не знаеме кога сакаат предвремени избори. Може да кажам излагаат први бараат предвремени избори, па после тоа лидерот нивен бара напролет да бидат предвремени. Ама аз некој дневно на Фейсбук, ако не се лажам, нивниот генерален секретар повикува секој ден избори. Јас кога биравме собранието, кога бираше нов министер за финансии, господинот Ангеловска, јас имав една реплика кон господинот Заев и му кажав многу личен момент, заради тоа што со него 100 пати сме разговарали и по тие пржина 1, пржина 2, пржина 3, сме разговарале во собрание и така натака. Јас сум бил дел од структура која што губела власт. Сум го гледал тоа секојдневно, имам сериозно искуство на погрешни потези и погрешни одлуки. Што сум ги гледал, што се случуваат. Го гледам тоа повторно дека се случува. Од една страна, од друга страна влегува и СДСМ како партија, но и целокупниот владеачки систем во една политичка агонија. И тоа ќе има длабоки последици како што имаше претходно. Многу пати сум кажал и кај вас во студио сум кажал и во собрание. ВМРО ДПМН требаше многу порано да се повлече и да распише предвремени избори, тоа што се случи. И сега мислам дека подобро е и за Република Македонија, и за правосудниот систем, и за законодавната власт, но и за СДСМ. Сакале вие да ми верувате или не, подобро е ден побрзо да се распишат избори. Во нормални држави за кои што ние се уште очигледно не можеме да се рангираме, но Австрија не е премногу географски далеко од нас. Една снимка излезе за заменик председател на влада, отиде државата на избори, за 3 недели се затвори целата политичка состојба. Ние сега повторно, за жал, минеме низ период и веројатно ќе минеме на иста, слична, дури можеби и полоша агонија. На СДС не излезе снимка. Што мислите сега? Знаете ли колку колку пати владава во овие 2,5 години, колку сме на власт, сме покажале сенс во реакција на јавноста да се повлечат луѓе. Да се повлечат луѓе. Курто Дудуш и за Рашков. Значи, ви кажам, има институции кои што треба да се отворат истраги и да си покажат на крај. Ама не право. Не, право, теј за Рашковски имаше дека после 6 месеци од Абе сега вие кажете нема, сега има. Има, нема сега. Значи, да не аситним. Колку пати ние сме покажале сенс, кога нивен функционер бил повлечен
во минатите 11 години. Да не ја ситни. Значи не ја ситниме, сега кажуваме факти. Подобро само за државата и за граѓаните, а и за вас како партија е ден побрзо да се распишат избори. Значи ние апсолутно не бегаме од избори. Ниту се плашиме од избори. На било кои избори ќе победиме. Никогаш не сте победили немаме, избори во немаме дилема. Кога сте победили? Сме во пресред на добивање на отварање на преговорите во октомври и пред членството во НАТО. Остана уште 7 земји со ратификацијата и затоа сметаме дека сега веднаш не се потребни за државата. Опозицијата бара направи следната година, не бара значи, сега веднаш. Наредната година е изборна година. Наредната година е изборна година. За жал, регуларните избори мисле октомври. Октомври може да отиде 3 месеци, да, апсолутно. Од октомври више ти се редовни. За жал има проблем со состојбата во Шпанија и тоа ги менува состојбата реално. Ако не биде декември, ќе биде јануари и февруари. Но мислам дека тоа не ни бега, членството во НАТО е искрено, членството во НАТО е еден од клучните приоритети кои што Република Македонија го има од 92 година со декларација во собранието. И тоа треба да се потрудиме сите да го исполниме. Јас многу пати сум рекол, катастрофална е содржината на Преспанскиот договор по однос на македонските национални прашања, но целта за зачленување во НАТО и ЕУ јас ја разбирам и ја прифаќам. Тоа впрочем била целина во МРДП. Секако не на овој начин, но кога веќе сме дошле тука да искористиме можноста да станеме членка на НАТО. Мислам дека и членувањето во НАТО и членувањето во ЕУ, за жал во оваа перспектива од неколку месеци ќе има одложување. Во таа ситуација, кога имаме крупни корупцијски скандали, отворени или во најава, а имаме очигледна можност за одложување на евроинтеграцијските процеси, мислам дека е подобро што е можно побрзо да се одржат избори. Евроинтеграцијските процеси нема да се одложат и се одложуваат година и пол. Значи нема да се одложат. Еве го, октомври тука Вака велевте во јуни. Не, октомври е тука. Вака велевте во јуни, Мухамед. Октомври е тука. Вака велевте во јуни. Така да тоа е во интерес на граѓаните и на државата, не е во интерес на СДСМ и на ВМРО. ВМРО не треба да работи, тоа да не се случи. Максимум што може да се случи во октомври, максимум, најдоброто сценарио за вас, сега ќе да го кажам, е Европската максимум. Јас не верувам дека ќе се случи, но тоа е едно од сценаријата што се разгледува. Европската унија да донесе одлука да се започнат разговори, не преговори, разговори за поглавје 23 и 24 и дека ќе се отворат преговори за членство во ЕУ од кога ќе се затворат тие две поглавја. Вие тоа ќе се обидете да го пласирате и да го сценарирате дека е... Не, тоа е желба на опозицијата. Вие сакате... Не, тоа е максималното сценарио што вие може да го добиете во октомври. Добро, тоа така вие мислите. Еве да го кажеме јавно, па ќе се провериме за колку десетина дена, 15. Ви благодарам што вече робивте дело 24 анализа. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието и на довербата. Останете со телевизија 24. Пријатно.